Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Непосредно пред почетокот на жетвата, оценувајќи го сегашното производство на ориз годинава, земјоделските стручњаци велат дека треба да се очекува добар род со добар квалитет, бидејќи предусловите за производство беа речиси идеални. Единствено што може да ги намали приносите е присуството на плевели и на така наречениот црвен ориз, велат стручњаците. Предусловите за производство на ориз оваа година одговараа за добро производство. Имаше доволни температури, бидејќи оризовата култура е топлолюбиво растение и бара повисоки стабилни температури во текот на вегетацијата, а тоа и го имаше, како и доволни количини на вода, и затоа сосема оправдани се покажаа рестрикциите на водостопанство Брегалница пред сеидбата на површините со ориз, кои беа преполовени. Рано е да се направи оценка за приносите и за квалитетот на оризот, бидејќи истите зависат од многу елементи, од вегетацијата во текот на годината, во периодот на жетвата, какви биле условите при созревањето на оризовата култура и слично, истакна професор доктор Добре Андов. Во моментот оризовата култура е во фаза на зрење, значи дел од оризите се наоѓаат веќе во двосочна зрелост, некои од пораните сорти веќе во крајна и зрелост се наоѓаат. И многу битна работа е за квалитетот на оризот, значи времето на жетвата. Потоа оризот и после жетвата треба да има свој соодветен третман, така да тоа земјоделците го знаат и треба да бидат будни, да водат грижа, значи после прибирањето на културата да ја добро чуват. Ако оризовата култура значи се прибере на време, меѓутоа не се чува соодветно, има повисока влага, може да дојде до расипување, така да затоа реков и се уште е рано да се оцени квалитетот. Во однос на приносите, евентуално намалување ќе имаат земјоделците од присуството на плевелите и така наречениот црвен ориз. На оценка, ако се каже дека за сегашното производство, мислам дека треба да се очекува добар род со добар квалитет, бидејќи реков, нели, бидејќи имаше добри предуслови. Од проблемите со кои се соочуваат земјоделците се плевелите, значи решавањето на плевелите. Ние одејќи по теренот на површините оризовите полиња гледаме дека доста парцели се заплевелени, значи самите земјоделци имале проблем со решавањето на плевелот. Потоа доста парцели имат поголем процент на заплевеленост со црвен ориз, исто така тоа е еден од проблемите кои треба да се решават, а најдобар начин за решавање на црвениот ориз е самиот плодоред. Така да оваа година на некој начин се изврши еден принуден плодоред и мислам дека и следните години треба да се продолжи меѓутоа со плански, не принуден плодоред, за да може постепено површините да се заменуваат на неколку години, за да се изврши прочистување од црвениот ориз. Тоа е најевтин и најефикасен начин за елиминирање на црвениот ориз кој им прави проблем на самите земјоделци. Црвениот ориз, кој што во агрономијата се третира како плевел, не е штетен, само го намалува приносот и класата на оризот, се добива помал рандман, односно се добива помал процент на бел, а поголем на крашен ориз, додава Андов. Но и покрај плевелите, вели Андов, сепак треба да се очекува добар квалитет и добри приноси годинава. Земјоделците пак во исчекување што ќе донесе родот, што ќе го соберат од нивите, и во поглед на количините и за откупните цени за килограм арпа. Неколку дена по официјалното известување дека е завршена сезоната за наводнување, земјоделците од Кочанскиот регион полека ги започнуваат подготовките за новата жетва на оризот. Велат, оти се во исчекување што ќе донесе овогодишната реколта, со оглед што и покрај проблемите со хидролошката состојба, вегетацијата на растението поминала добро и сега успешно се приведува кон крај. Иако е рано да се прогнозира колкови ќе бидат приносите од декар, сепак дел од нив се оптимисти оти ќе ожнеат просечни количини, потајно надевајки се и на нешто повеќе.
Проблемите со плевелите што ги има како и во изминатите години и оваа сезона се повториле, па велат дека тоа е една од негативните причини за можно намалување на приносите. Сличен е и ставот за откупните цени, кои се на нивото на претходната преджетвена сезона. Просо нешто сечам, воите не се квалитетни, поново искарува просо и многу проблеми, да ви кажам право, ова се многу тешко држава. Може ќе има нешто повеќе од риса, ама квалитетот кој ќе биде од жештините не се знае квалитетот. Може да има нешто количински повеќе, а квалитет може да биде помалку. По 40 динара. Тај Андрејата и Глоријата, а имаше Халибек, тај не знам по 34 или 36 лет. Тоа е многу малку. Не може да заработиме за ѓубре, за препарати. Смешна цена, порно и да не си произведува ориз. Земјоделците велат дека се уште чуваат поголеми количини ориз и од минатогодишната жетва, надевајќи се на пополни откупни цени. До сега делот за лихите ги продале, но еден дел им стои дома, без одговор каде и како ќе ги пласираат новите количини што допрва ќе ги ожнеат. Вината за состојбата вообичаено ја бараат во несоодветната организираност околу откупот и пласманот на белиот ориз, но и во експериментирањето со различни сорти кои според нив не ги дале очекуваните приноси. Сега се во очекување на субвенциите со кои би можеле да покријат дел од трошоците. Рокот за пријавување за финансиската поддршка од државата истекува за 2 дена, а од ресорното министерство информираа дека досега на ниво на држава се поднесени над 66.000 барања. Во тек е постапката за набавка на дел од енергенсите за затоплување на училиштата и противпожарната единица во општина Виница. Веќе е објавен јавниот тендер за обезбедување огревно дрво за сите образовни установи во општината, а носител на тендерската постапка е Средното училиште Ванчо Праќа. 1090 метри просторни огревно дрво ќе набават 3 основни и Средното училиште од општина Виница, кои овој енергенс го користат за затоплување во објектите во кои се изведува наставата. Најголеми се потребите за Средното општинско училиште Ванчо Праќа, каде е планирана набавка на 300 метри просторни, поради што тоа е и носител на тендерската постапка, што ќе трае до 20 септември. За потребите на Основното училиште Гоце Делчев, заедно со неговите подрачни објекти во Јакимово и Стибања, ќе се испорачаат 230, за Никола Парапунов 120, а за подрачните објекти во Градец и Лески, кои се дел од Основното училиште Славчо Стојменски, ќе се набават 80 метри просторни. Со истиот тендер, преостанатите количини од 30 метри огревно дрво ќе се распоредат за затоплување на просториите на територијалната противпожарна единица во Виница. Станува збор за набавка на буково дрво од прва и втора класа, за што од наменската сметка на училиштата е планирано да се потрошат околу 2.600.000 денари. Цената по метар кубен е базирана врз основа на ценовникот на главни шумски производи на јавното предпријатие Македонски шуми. Со оглед на краткиот рок пред почетокот на грејната сезона, испораката на огревот треба да се изврши во рок од 7 дена по склучувањето на договорот за набавка. Во сумата за набавката на дрвата влегува и транспортот до секој од училиштата, што се дел од тендерската постапка, односно до нивните подрачни објекти во населените места. Шумското стопанство Согово и годинава ќе работи на пошумување на голите површини и избогатување на шумскиот фонд. Според планот и програмата за работа, годинава ќе се пошумуваат околу 50 хектари површина, не вклучувајќи ги површините што ќе се пошумуваат со организирање на акцијата Ден на дрвото. Пошумувањето на голите површини е голем дел од работењето на шумското стопанство Согово од Кочани и од предпријатието велат дека и годинава работат на зголемување на шумскиот фонд и пошумување на голема површина. Освен тековните пошумувања, шумското стопанство Согово работи и на дополнителни пошумувања заради зголемување на шумскиот фонд на шумското стопанско подрачје во општина Кочани. Пошумувањето според планот и програмата на шумското стопанство Согово и годинава ќе почне во текот на месец октомври. Во текот на месецот октомври, негде првите 10 дена во зависност од временските услови, сметаме дека сето оно што е предвидено, тековните обврски по плановите за работа и плюс дополнителни пошумувања на голини во согласност на други институции, мислам дека ќе ги решиме у интерес на она што значи пошумување. Приоритет се обврските према плановите за работа пред се, а дополнителните пошумувања од типот на
како секоја година, што веќе уназад повеќе години се применува Ден на дрвото, сметаме дека ако веќе таа акција биде застапена, ќе учествуваме масовно и ќе завршиме како секоја година успешно. Инаку, во составен дел на Кочанската подружница на јавното предпријатие Македонски шуми е и работната единица во Пробиштип. Според планот за пошумување, површините на кои ќе се пошумува се движат околу 40 до 50 хектари, а со организирање на акцијата Ден на дрвото се додаваат дополнителни 10 до 15 хектари во Кочани и околу 5 до 10 хектари во општина Пробиштип, додава Диванисов. Општина Чешиново Облешево ќе спроведе последната овогодишна акција за авионско третирање против комарците. Од локалната самоуправа најавуваат дека тоа ќе се случи в сабота рано наутро. Општината Чешиново Облешево на крајот од оваа недела планира да ја комплетира овогодишната акција за уништување на комарците. Според писменото известување од локалната самоуправа, в сабота рано наутро ќе се изврши авионско прскање со хемиски препарат ларвацид, кој треба да го спречи размножувањето на инсектите. Третирањето ќе се реализира во периодот меѓу 5 и 8 часот на површина од над 900 хектари, првенствено ниви со орис. Определени се и границите на подрачјето што ќе се третира, односно тоа започнува од кај вливот на Злетовска река во Брегалница и продолжува кон Теранци. Потоа ќе се прскаат површините помеѓу магистралниот пат А3 и реката Брегалница кон Облешево, а на крај ќе се третираат нивите во атарите на селата Соколарци и Спанчево во правец до надвозникот кај Тркање. Според известувањето од општината, со третирањето ќе бидат опфатени и населените места Жиганци, Соколарци, Спанчево, Уларци, Чешиново, Облешево, Борилчево, Кучичино, Чифлик и Теранци. Локалната самоуправа ги известува пчеларите од регионот дека во времето на третирањето и 3 до 4 часа потоа потребно е да ги затворат кошниците со пчели заради можноста од влијание на средството со кое се врши третирањето врз безбедноста на пчелните семејства. Во случај на врнежи од дожд и неповолни временски услови, прскањето ќе биде одложено за наредниот ден. Во Виница ќе бидат одбележани Европските денови на културното наследство. Манифестацијата ќе се одржи од 15 до 22 септември и во неа ќе бидат организирани поголем број настани и случувања. Од 15 до 22 септември во Виница ќе се одржи манифестацијата Европски денови на културното наследство 2017. Манифестацијата годинава ќе се одвива под мотото "Водата дар од природата". Музеот Теракота Виница ја известува јавноста дека во тој период од 15 до 22 септември влезот во музеот ќе биде бесплатен за сите посетители. Музеот Теракота по повод манифестацијата покрај редовните активности ќе организира и други настани, како што се организирана посета на музеот од страна на стручни работници од дневни центри од Македонија на самиот старт на манифестацијата на 15 септември. Посета на музеот во Виница од страна на учениците од локалните училишта со предавање на тема водоснабдување на Виничко кале во античкиот период, а таквата посета ќе биде организирана на 15, 20, 21 и 22 септември. Организирана посета на музеот и Виничко кале од страна на учесниците на 32-тиот меѓународен фолклорен фестивал Истиванско здравоживо од 18 до 20 септември. А во соработка со дневниот центар од Виница, во рамки на манифестацијата ќе се организира посета на етно куќата во Кочани со презентација на тема Водата извор на животот од страна на советник кустос Илинка Атанасова и посета на водопадите и браната градче во Кочани, која што е планирана за 19 септември. Инаку што се однесува за манифестацијата Истиванско здравоживо во организација на фолклорниот ансамбл Китка од Истивање и општина Виница, викендов ќе стартуваат содржините од 32-тиот меѓународен фолклорен фестивал, на кој се очекува да учествуваат околу 600 фолклористи од 6 различни земји од светот. Организаторите во петок најавија прес за соопштување на содржините од Истиванското здравоживо. Книги со црковна содржина и книги кои што се дел од своето творештво подари авторот Киро Герасимов на црковната библиотека на храмот Свети Димитри во Зрновци. Станува збор за околу 15 нови наслови на книги кои што ќе бидат од голема корист на црквата и верниот народ.
Новинарот, публицист и автор на голем број книги Киро Герасимов од Кочани подари книги со црковна содржина и дел од книги од неговото творештво на црковната библиотека на храмот Свети Димитри во Зрновци. Станува збор за книги со црковна содржина, но и со книги со содржина околу националното богатство со кое располага Кочанскиот крај и податоци за селата и населбите од овој крај, за кој што пишувал авторот Герасимов. Со околу 15 нови наслови тој ја збогати црковната библиотека со книги кои што ќе бидат од голема корист на црквата и верниот народ. Чест и задоволство ми е денес да бидам домаќин на еден од доајените на македонското новинарство, поготово во овие наши краишта, господинот Киро Герасимов. Благодарност за неговата несебична подршка во неговата стручна спрема за сите оние информации кои што ги добиваме како црква, кои што ги добиваме како луѓе, за се она кои што неговото повеќе годишно истражување го има постигнато. Затоа, еве денес сме благодарни за овој негов добар гест, каде што на храмот Свети Димитри поклонува неколку книги значени, кои што се со и црковна содржина, но и содржина кои што на луѓето, на генерациите во минатото не се познати, затоа да би требало да ги едуцираме и младите, но и ние, затоа што мораме да си го зачуваме нашето пред се црковно богатство кој што го имаме, но никогаш да не забораваме и на нашето национално богатство, зашто црквата од секогаш е било чувар на националното богатство. Затоа мораме тоа да го почитуваме, мораме да укажуваме на генерациите по нас. Инаку црквата посветена на Свети Димитри во Зрновци е градена кон средината на 19 век и во неа се наоѓаат значаен број на икони кои се заштитени со закон. Во богатата библиотека на црквата се сочувани десетина црковни книги кои потекнуваат од 1842 година, печатени во црковни печатници во Москва. Овој гест на новинарот Киро Герасимов, додава Коцев, нека биде поттик и пример за идните генерации, како и за сите оние кои што имаат во своите библиотеки книги со црковна или историска содржина од нашите простори, да донираат книги на црковните библиотеки, за да може да придонесат за зачувување на црковното и национално богатство на нашиот крај и со помош на тие книги да се поучуваат и информираат идните генерации за целиот труд и вредностите што генерациите пред нас ги оставиле во аманет, а наша задача е да ги чуваме, негуваме и да ги пренесуваме на идните генерации. Следува информацијата од спортот. Екипите на Фудбал Старс од сите генерации во правенството на детската лига продолжуваат со победи. Во напреварите во јуниорската лига пак забележаа една победа и еден пораз на гостувањето во Штип. Младите фудбалери од фудбалската школа Фудбал Старс и на почетокот од овогодишното првенство во лигите во кои се надпреваруваат постигнуваат успеси. На самиот старт забележаат 3 победи и 1 пораз. Во јуниорската регионална лига, генерациите 2001 и 2002 на игралиштето во Горни Подлог беа домакини на соодветните екипи на градскиот ривал Осогово, при што и во двата дуела ги освоија бодовите. Генерацијата 2001 на Фудбал Старс славеше против своите противници од Осогово со 5:0, при што победата ја најавија уште во првото полувреме во кое поведува со 3:0. Головите за победничката екипа ги постигнаа Исмаилов, Зашев, Аризанковски, Донев и Блажев. Со идентичен резултат, бодовите ги освоија една година помладите фудбалери на Фудбал Старс. Генерацијата 2002 исто така играше против Осогово и победи со 5:0 со головите на Темелков, Дојчинов, Јорданов, Стојановски и Паунов. Во регионалната југоисточна лига пак генерациите 2003 и 2004 на нашата фудбалска школа гостуваа во Штип, каде на игралиштето во населбата Баби се сретнаа со екипите на Академија Постолов. При тоа петлињата од генерацијата 2003 загубија со 3:1,
а единствениот гол за кочанскиот тим го постигна Атанасов. За разлика од своите клубски колеги, помладите петлиња од генерацијата 2004 пак беа поуспешни и славеа победа на штипската екипа со 4:1. Головите за нашиот тим ги постигнаа Ѓоргиев и Николов 2, додека еден погодок беше автогол на домашните. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.